Гасификација. Како куче кога го форсираш да го изјаде апчето за глисти и му ја држиш муцката за да голтне. На истиот начин, владата пробува да не изфорсира да прифатиме дека гасификацијата е решението за загадувањето и грењето на домакинствата. Тоа на што владата се надева е дека вашето внимание доволно ќе биде привлечено од новиот TikTok тренд, што нема да имате ни малку време за да размислите дека нивното решение не е воопшто решение, туку само нов проблем. Освен што цените на гасот во последниве години станаа многу нестабилни, трошоците за изградба на гасоводна мрежа се очекуваат дека ќе се зголемат од најмалку 35% според експертите, што значи дека вкупните трошоци за изградба на гасоводна мрежа би биле од 791 милион до 1 милиарда евра. Што е 1 милиарда? Еден Марвел филм го прави тој профит во неколку месеци. Уште еден интересен факт на се ова е ако се претпостави дека корисниците на системот плаќаат за изградбата и работењето на мрежата. Тогаш тоа би имало огромно влијание на потрошувачите со тоа што нивните тарифи би се зголемиле за 100 па дури за 300% во однос на моменталните тарифи за гасоводи. Врз основа на ова, ако домакинствата и другите корисници треба да ги платат вкупните трошоци за инвестирање во мрежата, тарифите за мрежата ќе бидат толку високи што ниту едно од домакинствата нема да може, па дури и да сака, да се префрли на газ. Природниот газ е фосилно гориво и како и нафтата и јагленот придонесува со емисиите кон климатските промени. Истовремено, тој е необновлив извор на енергија, па неговото користење не е трајно решение. За да подобро ја разбереме целата ситуација во Македонија, потребно е да ги знаеме карактеристиките на македонскиот пазар за природен газ. Да. Извинете, ова беше малку оштро преминување на интервју, меѓутоа од режија сакаа малку да го смениме стилот, па со нас е... Пазарот е со мал капацитет, има само една влезна точка, односно еден влезен гасовод, нема склад, ниту пак домашно производство и располага со мала инфраструктура. Имајќи го ова предвид, гасната инфраструктура во Македонија се соочува со неколку битни предизвици. Неизвестност во експлоатација на гасната мрежа заради мала побарувачка и енергетската сиромаштија во Македонија. Второ, поради фактот што Македонија е увозник на природен газ и дека до појавата на некој нов извор, односно отварањето на нов правец за снабдување, ќе нема вишок природен газ кој би се насочил кон надворешен пазар, па ќе нема реална потреба да се обезбедат услови за транспорт на газ од Македонија кон надвор. Ако поврзувачкиот гасовод со Грција биде двосмерен, ќе треба да се изгради компресорска станица во Македонија. Тоа ќе бара големи пари и нормално ќе се постави прашањето за кого ќе биде наменета, односно за кој пазар. Четврто, Македонија спаѓа во групата на неатрактивни, политички и регулативно несигурни земји, па затоа потешко доаѓа до финансии за инвестиции во овој сектор. Неодамнешната студија на Унгарскиот институт РЕК за разните сценарија за примена на природниот газ во Македонија и соодветните инвестиции покажа дека се потребни од 700 милиони до 1 милиарда евра. До сега вложените 160 милиони евра лежат затрпени во земја со празни цевки, а монтираната софистицирана мерно-регулациона и друга опрема десетина години е изложена на пропаѓање. Знаеме дека фосилните горива на долг рок ќе треба да се напуштат, бидејќи негативно влијаат врз природата и луѓето. Македонија не е толку богата земја сега да инвестира во стара технологија, а десетина или 20 години подоцна во друга нова технологија. Од претходно изложеното се поставува прашањето дали е исплатливо да се инвестираат огромни средства од јавниот буџет за гасна инфраструктура
која нема да е потребна и е наменета за фосилно гориво кое наскоро ќе треба да се напушти од употреба. Представници од владата и Европската Унија го карактеризираат гасот како преодно гориво. Што значи дека за да се премине кон систем заснован на обновливи извори на енергија, земјите од Западен Балкан најпрвин треба да инвестираат во газ. Ова може да биде точно во време кога Војна над звездите се сметало за оригинално дело, но не и сега. Земјите треба да ги искористат новите почисти технологии и да инвестираат во обновливи извори на енергија, како што се фотоволтаици, топлински пумпи и складирање со батерии, кои се многу поевтини и пошироко достапни отколку пред неколку години и ќе олеснат транзицијата. Земете предвид дека во Македонија до 2022 година за период од 12 години беа поврзани само 503 потрошувачи директно во гасната мрежа во Скопје, Куманово и Струмица. Искрено изненаден сум и волку што успеале да се приклучат. Проблемот што е неизбежен е дека поврзувањето е скапо и трошоците за газ остануваат непредвидливи. Цената на гасот неверојатно порасна за време на енергетската криза, но не важи истото и за цената на регулативната струја за домаќинствата во Македонија. Според една студија на експертска организација од Украина, ако се разгледа што би можело да се направи со парите кои се очекуваат да бидат потрошени за гасоводот, со шема која покрива 90% од трошоците, доколку 10% ги покријат самите домаќинства, пола од домаќинствата може да бидат покриени со 3 киловатни фотоволтаични инсталации, 40% со топлински пумпи кои работат на принципот воздух-воздух или 15% може да ја подобрат својата енергетска ефикасност преку подобрување на изолацијата. Само на овој начин вистински ќе се намали загадувањето на воздухот од грејењето на домаќинствата, но и загадувањето во самите домови од можни истекувања од гасната инфраструктура и домашните апарати, кои може да имаат сериозни последици по здравието на луѓето, особено деца. Ама на кој збориме? Едва и чекам да го видам денот кога Македонија ќе се приспита себе си за одредена одлука што ја донела. Ај, може би во наредната сезона на овие екосвест видеа. Ако стигнеме до нова сезона.